Иселувањето, особено на младите, квалификувани кадри, оние кои што треба да го донесат развојот и растот на нашата земја, за мене е најголем проблем. И да, во јавноста многу често сега последниве неколку месеци се зборува дека се враќаат, значи тоа се исклучоци. Значи не можеме да зборуваме за масовно враќање или структурно враќање. Ако владата сака такво нешто да постигне, таа треба да даде конкретни мерки за тие луѓе да сакаат, да гледаат интерес да се вратат во Македонија. Тоа што нашата земја не го прави, а нашите соседи многу успешно го прават, е интеракцијата со диаспората. Значи, ако тие лица, тие граѓани се решиле дека ќе создаваат семејства, ќе создаваат економска вредност надвор од границите на Македонија, Македонија треба да најде начин како тие умови да ги искористи, независно дали тие ќе се вратат или не. Затоа што нивниот придонес кон развојот на Македонија може да биде иницијална каписла за многу поголем раст и многу поголем развој на нашава земја. Една од работите која што е многу важна, па дури е и дел од предложената демографска стратегија, е сигурно или достапно домување на младите. Значи ние не може да очекуваме дека младите ќе бидат поттикнати да создаваат фамилии, да создаваат нови вредности тука во Македонија, ако тие не може да се обезбедат сигурна стамбена иднина. Така што, ако треба да изберам помеѓу двете, со инфлацијата можете тековно да се справувате, ама со трендот на иселување, едно е како вие го третирате за да го намалите, за да го успорите или да го запрете не можете во денешен глобален свет, а многу поважно е како всушност да го искористите за да биде тоа дополнителна вредност.